Младинскиот оркестар при Центарот за култура заедно со локални поп-пејачи в понеделник ќе учествуваат на престижен музички фестивал во Тирана, кој е ставен во светската мапа на културни настани. Повеќе детали за настапот на реномираниот фестивал во Албанија од изјавата на менторот на Младинскиот оркестар Александар Митрички. Како Центар за култура, особено сме горди што сега на 25 во понеделник заедно со нашиот Младински оркестар ќе заминеме во Тирана на престижниот фестивал Cloudfest, кој е во организација на Општина Тирана, заедно со нивното Министерство за култура. Представува фестивал од реномиран карактер во светски размери, значи е ставен во светската мапа на културни настани, бидејќи ова е 10-то јубилејно издание, каде што гостуваат уметници, артисти, танцови клубови и секакви видови на уметници и изведувачи од целиот свет, например, од Обединетото кралство, од Шведска, од Норвешка, од Канада, од Соединените американски држави, од Мексико и така натаму, и се разбере нели од нашите балкански и европски држави. Така да навистина ни е огромна чест што ќе имаме можност да бидеме дел од една таква манифестација. Заминуваме заедно со најдоброто од нашиот град, тоа се Мартинијан Кириловски и Драгана Јовановска, кои како популарни пејачи ќе се обидат заедно со нашата Анастасија, која што е дел од нашиот Младински оркестар, да ја представат нашата македонска музика во најдобро светло, каде што ќе се представиме со македонските евергрини, македонските популарни песни и секако дел од македонската народна музичка традиција, како што се македонско девојче Јовано Јованке, ќе ги направиме овие едни специфични джез аранжмани и се надевам дека урбаната публика во Тирана ќе знае тоа да го препознае. Огромна благодарност како Центар за култура изјавуваме кон најголемиот виновник за тоа што сме таму, а тоа е директорката на културно-информативниот центар на Република Македонија во Тирана, Ема Попивода, која што е воедно и пијанистка и професорка на Музичката академија во Штип на Универзитетот Гоце Делчев, која заедно со незиниот ентузијазам и огромна желба да ни помогне да гостуваме во таа држава. Впрочем, нели тоа е и интенцијата на сите тие културни центри, да ги носат нашите артисти во тие држави, со што би ја представили нели нашата култура, во овој случај нашата музичка култура. Навистина благодарност до неа затоа што со незината поддршка успеавме да стапиме во контакт и да имаме одлична соработка со организаторите на фестивалот и се надеваме дека во наредните години ќе гостуваме и во самиот културно-информативен центар. Директорката одлично работи својата работа. Меѓутоа, натаму сме како Младински оркестар, бидејќи сме веќе препознаени на мапата на културни изведувачи во нашата држава, да настапиме во културно-информативните центри во Белград и во Истанбул, бидејќи во Софија веќе имаме настапувано. Особена чест ни е што ќе го представиме градот Куманово и нашата држава еве на овој реновиран фестивал. Инаку за фестивалот се одржува во близина на Националната галерија во Тирана и се одржува на една платформа, односно една архитектура која што ја има изградено еден јапонски архитект, кој што била дел од Лондон, меѓутоа од Лондон е пренесена во Тирана и сега представува еден своевиден символ на модерна Тирана. Така да тоа место, таа инсталација е предвидена за танцување, за дружби, за концерти, за филмови, за едноставно субкултурно и културно катче на тиранчани. Јас сум особено горд, посебно на тоа што првин го формиравме овој Младински оркестар, потоа настапивме на многу реномирани и фестивали и надпревари, како што е нели надпреварот Сергеј Михайлов во Штип, каде што освоивме Гран При. Потоа настапивме во културно-информативниот центар во Софија, настапивме на некои фестивали во Виница, во Тетово, во Скопје, во Куманово редовно одржуваме концерти. Благодарност до нашето Министерство за култура што цело време ја поддржува едногодишната работа на Младински оркестар. Како мене ми е огромна чест, меѓутоа и на сите учесници во овој проект, бидејќи да се представиме заедно во една држава како што е Албанија и која што тежна кон модерното европско семејство и Тирана како град кој што е навистина на едно развиено ниво во културата, навистина ми представува огромно задоволство и одговорност.